По 12. октомври при првиот влез во земјите од Европската Унија македонските граѓани на граничните премини ќе поминат низ целосен процес на регистрација, што вклучува фотографирање, скенирање на отпечатоци од прсти, како и внесување на информациите од пасошот во системот за влез и излез во државите членки. Целта е префрлање од застрените печати во патните исправи на современ дигитален систем. Сепак целиот процес ќе оди етапно, информираат од Министерството за внатрешни работи, така што кај дел од патниците печатите ќе останат и по 12. октомври, а целата постапка треба да заврши до 10. април 2026 година, кога ќе има целосна дигитализација. Доколку преминувате во Шенген зоната за прв пат од воведувањето на системот за влез и излез, ќе поминате низ целосен процес на регистрација. Ова вклучува скенирање на отпечаток од прст, фотографирање на лицето, собирање податоци од пасошот, како што се вашето целосно име, датум на раѓање и број на патна исправа. Граѓаните не треба да се грижат за приватноста на своите податоци, се што ќе влезе во системот е управувано според строгите правила за заштита на податоци. Со него управува Агенцијата на ЕУ одговорна за IT системи, осигурувајќи дека личните информации се безбедни и транспарентно обработени. Системот за излез и влез е целосно усогласен со строгите закони за приватност на Европската Унија, вклучително и општата регулатива за заштита на податоци. Системот ги следи принципите како што се ограничување на целта, минимизирање на податоците и пропорционалност, што значи дека вашите податоци се собираат само за легитимни цели на гранично управување и се чуваат толку долго колку што е потребно. Системот е креиран да го поедностави процесот за преминување на границите со автоматизација и пунктови за самопослужување, кои намалуваат потребата од рачни проверки на пасошите. Иако првата фаза на имплементација може да предизвика одредени доцнења додека патниците ги регистрираат своите биометриски податоци, долгорочната придобивка ќе биде побрзо преминување на границите и попредвидливи патнички искуства. Со текот на времето ќе забележите пократко време на чекање, особено ако сте чест посетител на Европа. Според планираното, биометриските податоци на граѓаните обично ќе се чуваат во системот по 3 години од последниот влез или излез во земја членка. Сепак важат посебни правила ако сте член на семејство на државјанин на ЕУ. Во такви случаи може да се применат скратени периоди на чување, што го одразува вашето право на слободно движење.